Добар ден, јас сум Леона Митевска, имам 14 години и доаѓам од училиштето Христијан Карбаш од Куман. Денеска ќе ви раскажам за еден роман, Игбал, мојата тајна. Напишан од Јагода Михајловска Георгиева. Тоа е книга која ме однесе во еден свет. Свет исполнет со тајни, пријателство и животни пораки. Главни ликови во оваа книга се Бреза и Игбал. Бреза е едно љубопитно и чувствително девојче, кое сака да го разбере светот околу себе, како и сите ние. И секогаш е подготвена и расположена за откривање на нешто ново. Додека пак Игбал е мистериозно и таинствено момче. Тој во своите зборови имаше мудрост, но неговото однесување беше необичаено и магично. Кога Бреза ќе се запознае со Игбал, таа чувствува дека тој е поинако, дека тој е посебен и е поразличен од другите. Таа, кога ќе се запознае со него, запознавањето со него, низиниот живот се менува. Таа почнува да размислува поинако, да ги гледа работите поинако и луѓето околу себе. Покрај него таа учи дека луѓето не треба да ги судиме според надворешниот изглед, дека не треба да ги судиме според верата, според различностите, туку според срцето, според делата и според добрината. Колку повеќе време поминува со Игбал, толку повеќе таа созрева, расте и станува похрабра, посамостојна. И токму тоа, оваа книга ја прави посебна. Но околу Игбал има голема мистерија. Тој е низината најголема тајна. Никој не знае за него. И токму затоа, читателот се прашува, кој е Игбал? Дали е само едно обично момче или нешто повеќе од тоа? Оваа книга ме одушеви затоа што додека ја читав, се чувствував како јас да сум со Бреза, како јас да патувам со неа, како јас да ги откривам тајните на Игбал. Пораката на оваа книга е тоа дека вистинското богатство е тоа дека вистинското богатство не се парите и славата. Вистинското богатство се пријателите, добрината и делата што ги правиме. Оваа книга не е само книга не е приказна помеѓу едно девојче и момче. Ова е книга која не учи дека некои луѓе во животот може да не научат нешто многу важно во животот. И оваа книга не е книга која се чита само со очите. Ова е книга која се чита со срцето и со душата. Ви благодарам.